Трини Вернер. За својот професионален ангажман и посебните заслуги во соработката на Нимберг и Скопје, Трини е добитник на наградата 13 ноември на град Скопје и во 2008 година станува почесен граѓанин на град Скопје. Исто така господинот Трини има реализирано повеќе хуманитарни активности во чии рамки беше донирана најразлична хуманитарна помош за повеќе институции и објекти во градот Скопје, како што се поставување на реквизити за детското игралиште во населбата Ново Лисиче, донирани 100 кревети, апарат за следење на бременоста, медицински материјал за хирургија и лекови за гинекологијата Чаир, 60 кревети за клиниката на гинекологија при Клиничкиот центар Скопје, 150 кревети, опрема и лекови за градската општа болница Скопје, 40 апарати за диализа, 300 кревети, лекови, опрема, инвалидски колички и помагала за движење за воената болница Скопје, 2 апарати за диализа за Железара, обезбедена финансиска помош за домот за слепи лица во вредност од 2000 евра, донација на опрема за болни, реновирање на објекти и 30 кревети за болницата за душевно болни Бардовци. Донација на пакетите се храна од граѓаните на Нимберг во рамките на божикната акција, обезбедена помош од Нимберг за купување на контењери за отпад. Лекарски торби и 2 пакета опрема за реанимација за службата за итна медицинска помош, едно возило за Црвениот крст на Скопје, едно возило транспортер за музеот на град Скопје, маса за операции и други апарати за испитување на клиниката за очни болести при Клиничкиот центар Скопје, играчки и средства во висина од 10.000 евра за домот за деца без родители 11 октомври, финансиска помош за реновирање на градската вила во висина од 6.100 евра, морско прасе за зоолошката градина, подарок текстилна работилница од Проф, Херпих во соработка со градот Нимберг на невладината асоциација ИКОН во Скопје, бебешка храна од фирмата ХИП од Нимберг, 25.000 седишта за фудбалскиот стадион и други спортски сали во Скопје, 2 противпожарни возила и друго. Вечно я сакам убавкаја своја, Скопје каже ми. Кензо Танге. Во 1965-та, Танге бил замолен да го изработи урбанистичкиот план на градот Скопје, кој по земјотресот во 1963 година бил 65% разрушен. Танге се согласил да го изработи планот и добил 60% од средствата предвидени за обновата, додека останатите 40 биле доделени на архитектонскиот тим од СФР Југославија, кој што учествувал во обновата. Планот за обнова кој го изработил Танге бил налик на оној за Токио од 1960-та. Јапонското решение за центарот на Скопје е и најиновативното од сите проекти, па заради тоа добива посебни пофалби од комисијата и огромни реакции од публиката. Тие предвидуваат развивање на градот по 2 оски. Историската која се движи од север кон југ низ чаршијата и останатите објекти од старата градска структура и новата оска која се развива по течењето на Вардар во насека исток-запад. Тој замислил драматичен градски ѕид, кој како континуиран стамбен блок наликува на средновековна тврдина по форма сличен на реалните остатоци од урнатините на средновековниот град. Како форма на заштита против непријателот и јасна поделба на надвориот внатре, голем административно-комерцијален сегмент покрај железничката станица, комплексот градски ѕид составен од стамбени објекти кои го заокружуваат старото градско подрачје, поврзувајќи го со ново проектираните структури. Републичкиот плоштад кој се развива на двата брега на Вардар во зоната помеѓу трговскиот центар и градската порта.
Плоштад Слобода, позициониран на северниот крај од камениот мост, чија цел е поврзување на културната зона покрај реката и историскиот комплекс на Старата чаршија. За жал, планот бил само делумно исполнет, а од неговите конструкции биле изградени новата железничка станица и линијата на стамбени згради во центарот на Скопје, познати како Градски ѕид. На предлог на градоначалничката Даниела Арсовска, Советот на град Скопје, на член 36 од Законот за локална самоуправа според Законот за јавни установи и Закон за урбанистичко планирање, донесе одлука за основање на јавна установа за урбанизам на град Скопје Кензо Танге.